Почитувани беровци, драги пријатели, добар ден. Живееме едно 3,5 години во време на криминал, корупција, уцени, закани, тортура од страна на ЗАЕФ и СДСМ кон сопствениот народ. Денес овде од плоштадот Димитар Беровски ќе им порачаме дека на тоа време дојде крај. Доста е, заедно, сплотени, почнувајќи овде од Берово, ќе извојуваме огромна и голема победа, победа за Македонија, победа за почеток на обновата на нашата држава. Ги слушам овие од СДСМ како целиот овој период продолжуваат бесрамно да лажат. Љупчо криејќи се и не излегувајќи да се соочиме на дуели, ја пратија пред некој ден токму вашата шехпаска. И ја слушам како бесрамно, без тронка чест и достоинство, повторно сака да го лаже народот. Клепало. Ја гледавме како 2006 пред вас, беровци, како ве гледаше во очи и ве лажеше и ви ветуваше дека ќе го отвори граничниот премин. Па уште пред некој ден се обидуваше да ја убеди целата македонска јавност дека таму се работело, дека готово било и не знам што. Вие овде сите во Берово, како и цела македонска јавност, виде дека тоа се само бескрупулозни лаги и обиди за манипулација. Ни зборуваше како они вложиле во здравството. Не знам со кое лице, не знам како може да продолжат тоа да го зборуваат. Таму каде што здравствениот систем ни крахира, таму каде што секојдневно гледаме доктори и медицински персонал како лелекаат и бараат поддршка, додека министерот го гледаме како оди да води кампања. Таа излезе и со целиот ум зборуваше дека реформите во здравството биле тие, односно преку тоа што вработиле не знам колку луѓе. Да, можете. Можете да продолжите со непотизмот. Исто како што си ги вработи золвата и сопругот во македонски шуми. Да, во истите тие македонски шуми, каде што рекетот и криминалот цвета. Да, знаеме и за тоа. И минатиот пат ви пратив порака дека по 15 јули сите ќе одговарате за криминалот кој што го правите. Го слушам и Љупчо Николовски, како, еве, денес, пред некој ден, вели ВМРО, со ВМРО ќе одите само назад, ВМРО нема ниту програма, ниту визија, нити проекти, нити ништо. И замислете, тоа доаѓа од човекот кој што после една година министерување во Министерството за земјоделие избега како најнеуспешниот министер во ресорот, криејќи се зад партиската функција. Човекот кој што во неговиот личен кабинет му го снема личниот факсимил и не знаеше каде еден месец. Тоа е успех? Не. Или успех е она половично спроведен проект со зелената нафта. Еден човек, земјоделец, вреден, чесен и трудолюбив ми вели, ми дадоа 971 денар зелена нафта. Не ја зедов. Немам потреба. Тоа е подценување и тоа сериозно. Му велам зошто? Вели, затоа што не можам да орам ни половина ден со таа нафта. Фала им, не треба. Како што си ги плаќам и останатите 30 дена, ќе си ја платам и за тие неколку часа. Континуирано продолжуваат со понижување и подценување на македонскиот народ. Исто како што ја гледавме Шеќеринска на 23. октомври 2019-та, како лаже дека не била таа во домот на Борјан Јовановски. За денес да видиме како признава дека била таму, ама они збореле за законот за јавно обвинителство. Па нели законите требаше да ги прават експерти?
вакво лажење не сме виделе никогаш. И токму затоа, драги беровци, ќе паднат. Токму затоа жестоко ќе паднат и тоа нивното можеме ќе биде минато, свршено и никогаш неповторливо време. А да, можеа да не крадат, да не лажат, да не манипулираат, да не уценуваат. Можеа парите, милионските суми од рекетот во Луи Витон ташните да ги вратат кај народот, а не да ги стават во собствените джебови. Може и да не се закануваат и да не нарачуваат палење на коли и тортура врз неистомислениците. Може и да не ги местат сите тендери во здравството, генералниот секретар Рашковски и сите останати. Може да направат и нешто за земјоделците, за лекарите, за здравствените работници. Може да направат нешто и за наставниците и за професорите. Може многу да направат во овие 3,5 години. Ама ништо не направија. Но нема да зборувам повеќе за нив, тие се испеана песна, раскажана, приказна. Имаме програма најдобра. Имаме програма во 360 страници со илјадници проекти. Програма што ќе донесе 25% повисоки плати за секој еден од вас, драги беровци. 20% повисоки пензии, околу 3000 денари повеќе за секој еден пензионер. Гасификација и носење на бесплатен приклучок на газ за секој еден во Република Македонија. Сериозно инвестирање во инфраструктурата. Да, ние ќе бидеме, нашата влада предводена од професор доктор Христијан Мицковски ќе биде тој што ќе сече лентата кога ќе го отвориме граничниот премин Клепало. Се обврзуваме дека од првиот ден ќе почнеме да работиме и да подготвуваме документацијата за така наречениот коридор 8А. Мораме овој регион овде, верниот исток, да го направиме достоинствен и чесен за живење. Да поврземе буквално секој едно место со илјадници километри патишта, но и да вложиме во земјоделието, да вложиме во трудолюбивиот македонски земјоделец, да биде достоинствен, да биде со гордо подигната глава. А тоа ќе го направиме преку 160 милиони евра инвестиции преку субвенциите секоја година. Но она што е поважно за секој еден земјоделец, на време на исплата на субвенциите, 80 милиони евра влог во канали и системи за наводнување, откупни центри, гарантиран откуп, преку проектот Млад земјоделец, на секој млад кој што сака да се занимава со земјоделие, ќе му овозможиме 20.000 евра неповратни средства за опрема и механизација. Бесплатно универзитетско школување како дел од економските мерки во 2020-2021 учебната година. Но исто така и за секој млад кој што ќе се запише на факултет во приватна квота, доколку во првата година на студирање има просек повисок од 8,5, ќе му возможиме да продолжи да студира на државен трошок. Најдобрите 5% од студентите на универзитетите во државава ќе добијат можност бесплатно на трошок на државата да продолжат со магистерски студии, а најуспешните 3% од нив исто така на државен трошок да продолжат со докторските студии. Да ги мотивираме младите да бидат горди да се стекнат со образование токму во Република Македонија. Драги беровци, не ветуваме чуда, не ветуваме мет и млеко. Не ги ветуваме Facebook и Google како некои, што впрочем, може би и тоа ветување е дадено врз основа на муабет со некои прангстери. Она што го ветуваме е многу труд и работа. Она што го ветуваме е решение заеднички заедно со вас, исто како што ја работевме и програмата при разговорите на Република, при разговорите за обнова. Исто така ветуваме дека заеднички ќе наоѓаме решение за секој проблем. А тоа го можеме, поседуваме кадри, знаеме како, заедно сплотени,
да си го вратиме достоинството, да си го вратиме националното македонско достоинство, да бидеме горди македонци кои живеат во Република Македонија и зборуваат на македонски јазик. Затоа ве повикувам сите, обесправени земјоделци, професори и наставници, доктори и медицински персонал, буквално сите, да ни се придружите рамо до рамо, заедно да ја завршиме оваа битка на 15 јули, со пенкало во рака на демократски начин, референдумски да излеземе рано од Сабајле, да заокружиме број 14, за 14 пратеници во изборната единица 3. Да сте здрави и живи, да ни е вечна Република Македонија.